Еве него ново издание на серијалот имаме неколку прашања за вас, порталот Racin.mk. Овој пат го имаме во овој серијал Џабир Дерала. Здраво, господине Дерала. Благодарам што ја прифативте оваа покана. Овие денови вашето име е повторно актуелно во јавноста, иако не е дека тоа не се случува често, заради вашите многобројни активности како новинар, како активист. Јас нема да заборавам ниту како писател или поет. И тоа се прилично многу активности кои заслужуваат внимание и едно вакво интервју. Уште еднаш ви благодарам што ја прифативте поканата. Реков дека овие денови е повторно актуелно заради одлуката и ми се чини дека е тоа сега завршен процес, не знам дали влегува во некакви жалбени постапки и така натаму, но ми се чини дека конечната одлука на судот е дека во случајот премиерот Мицкоски против Џабир Дерала, судот одлучи да пресуди во полза на господинот Мицкоски. Вие ова го оценивте како уште еден испад и политички притисок кој ја покажува длабоката испреплетеност меѓу политичката моќ и судството во земјата. Зошто таква оценка? Прво, господин Бојаровски, навистина ми е чест што сум дел од вашата продукција и особено затоа што сум интервјуиран од вас. Благодарам за тоа. Тоа што се случува во нашата земја во овој поединечен случај не е единствен, низ кој сум поминал практично од времето на Груевски па се до денес. Јас сум постојано во некаква судска постапка. Тоа е една ситуација во која гледаме еден притисок многу силен на моќен човек врз јавноста, врз мене и врз судството. Меѓутоа, јас не сум само јас во прашање. Во прашање се сите што би се дрзнале да зборуваат, размислуваат или да действуваат поинаку од тоа што си го замислил господинот Мицкоски и неговиот добар пријател, партиски другар и сега и министер за внатрешни работи Панче Тошковски, кој го застапува во парницата и на кој треба сега да му платам судски трошоци. Инаку се работи за одлука на апелација, која во овој случај е конечна на домашно ниво. Единствено ми останува меѓународните судски инстанции. Тоа што исто така индикативно во врска со пресудата на првостепениот суд, основниот суд во Скопје, а потоа и потврдено со апелација, е тоа што немајќи домашна регулатива, домашен закон по кој може да пресудат во полза на господинот Мицкоски, тие прибегнуваат крајно цинично кон Европската конвенција за заштита на човековите права. И јас сум всушност осуден според членот 8 од Европската конвенција за човекови права, во која поединците се заштитени од големи механизми на моќ. И сега испаѓа дека јас сум ги загрозил човековите права на господин Мицкоски, а јас сум некоја голема абстрактна структура на моќ која може да изврши таков притисок да му ги загрози човековите права на господин Мицкоски. Тоа е една колку гротескна и смешна, трагикомична ситуација, толку е и цинична. Затоа што се однесува на мене. Затоа што мој животен позив се човековите права и слободи. Тоа сакам да кажам. И во новинарството, и во граѓанскиот ангажман, и во тоа што се нарекува писателство, литература, поезија, како да сакате. Секаде човековите права и слободи се дел од моето размислување, па и битисување. Со тоа ме удираат. И тоа е навистина цинично, безобразно. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова е удар на секој што ќе се осуди, што ќе се осмели да проговори поинаку од нив. Јас сум пример. Дури еден мој колега пред некој ден кога разговаравме за оваа ситуација, се сети на едно интервју на господин Мицкоски во една од националните телевизии, не е битно која, во која новинарот го прашува зошто одбрал од 20-тина медиуми кои ја пренеле таа вест, меѓу другото и ние, да ме тужи само мене. Ниту изворот, ниту другите, само мене. Неговиот одговор, низ насмевка, беше краток, циничен и гласеше така одбрав.
Знаете, така одбрав е еден израз кој го користи господинот Мицкоски, како и сличните на него, и во нашата историја, и во европската, па и пошироко политичка сцена, авторитарни ликови кои немаат никаков проблем да кажат така одбрав, така сакам, јас мислам така, јас. Тоа е тој модел на размислување на кој очигледно судските инстанции се повинуваат, се согласуваат да прегазат преку се што може да значи морална и професионална обврска кон јавноста, кон правдата, кон граѓанките и граѓаните и да судат онака како што така одбрал господинот Мицкоски. Мислам дека тоа е прилично добра слика за тоа како изгледа нашето општество во овој момент окупирано од авторитарни ликови и структури. Да, навистина е иронично вас да ве осудат за врз основа на забрзување на некои човекови права кои целиот свој живот, кариера го посветивте токму во борбата во заштита на човековите права. Но за вашиот случај се произнесе во најголем дел меѓународната новинарска јавност, новинарскиот еснав од европските здруженија. Македонските здруженија, колку што јас можам да пребарам и не видов дека имаше реакција во однос на овој случај, иако, да бидеме честни до крај, Здруженијето на новинарите неколку пати имаше реакции кои беа поврзани со вашиот случај. Што беше тоа што овој пат изостана овој? Каква е вашата оценка за така? Мислам дека едно име се врзува со одговорот на ова, макар што не е единствен фактор, меѓутоа еден збор може да се каже во врска со тоа е стравот. Очигледно е дека постои стравка и новинарската фела во нашата земја. Очигледно е дека постои, ако го проширам диапазонот на размислување и фактори, ако ги наведам, очигледно е дека постои многу длабока корупција, партиска поврзаност, послушност кон уредникот, послушност кон собственичките структури, а собственичките структури секако дека се поврзани со олигархиската мрежа во земјата и со кои исто така имаат своји интереси, па и формирале, односно држат во своите раце цели политички партии. Тоа што јас го гледам во македонската сцена на невладени организации кои се занимаваат со медиуми и медиумски слободи, е дел од сето тоа, а при тоа и една потреба да се биде комфорен. Повеќе му се исплати на Здруженијето на новинарите на Македонија, член сум 33-4 години ми се чини, може би 35, не знам. Треба да проверам една црвена, ја памтите и вие таа книшка со ЗНМ старото лого. Мислам дека повеќе им се исплати да направат жестоко обвинение и соопштение за заштита на новинарските и работничките права на новинарката во Радио Шабац, постои тоа, не е измислица, отколку да се занимаваат со заканите со убиство, со ужасниот говор на омраза против мене и против неколку такви по-независни медиумски екипи и против невладини организации кои без калкулации настапуваат во јавноста и не им е проблем да бидат видливи и влијателни, како што е цивил, значи е цело сум исто така како граѓански деец. Мислам дека и другите новинарски ентитети кои се занимаваат со професионални етички стандарди и права и така натаму, не им се исплати да одат на тој начин и да ги исполнат своите статутарни обврски и да на својот колега и не само на својот колега, туку сите колешки и колеги кои се во некаква релација со мене и со редакциите во кои учествувам, во чија работа учествувам, заради тоа што се разбира дека имаат некакви врски со одредени центри на моќта. Во една од тие организации дури има и еден крајно отворен, јасен, деклариран поддржувач на Москва
и апологет на Путиновиот режим и Путиновата брутална агресија. И мислам дека тоа е се заедно прави една слика зошто нема осуда. Навистина за волја на вистината, едно добри два, може би 3 пати за да ме излезе со некое соопштение, еднаш дури ме поврзаа со адвокат за да се одбранам од една јасна, директна закана со убиство, која заврши после 9 месеци со мислење на јавниот обвинител дека нема никаква, утврдил дека нема никаква намера некој да ме убива, него дека е само новинарска чарка. Тој што се закани да ме убие е познат бизнисмен, кој впрочем нема врска со новинарството. Да, сето ова што го кажувате апсолутно говори во прилог на тоа што сакав понатаму да го прашам. Не сте за прв пат мета, вие сте, како да кажам, за време на целата вашата кариера постојано под притисок на одредени центри на моќ и сакам да прашам во суштината на сето тоа јас препознавам напад врз слободата, напад врз слободата генерално, не само напад врз слободата на слободниот новинарски израз, слободниот професионален израз. Колкава треба да биде цената што треба да ја платиме за слободата и колку е вашето лично чувство, која цена треба да, колку чини слободата што треба да ја практикува? Всушност слободата, јас со тоа навистина најдлабоко, најискрено верувам, слободата нема цена. Едноставно, ние мораме да знаеме дека слободата е еднаква на животот. Затоа што без слобода нема живот. Без слобода нема правда, без слобода нема достоинство. А што е човекот без правда, без достоинство, без пристоен живот, ако го нема сето тоа, тој одвај да може да се нарече човек. Зошто? Заради тоа што човечките карактеристики се намалуваат кога ставате некого во кафес, во затвор, во келија. И ние во авторитарните општества гледаме дека тие се претворени во една голема келија со невидливи, можеби ѕидови, со невидливи решетки, меѓутоа многу јасно, многу очигледно го уништуваат квалитетот на живеењето. Го уништуваат достоинството на човекот. Неговата слобода го нарушува и неговото здравје, и неговиот дух, неговата потреба да креира и неговата можност да создаде нови вредности. Тоа се разбира дека е удар врз слободата. Удар врз медиумските слободи и удар врз слободата воопшто. Удар врз демократијата представува прво удар врз вистината, за која се надлежни, професионално обврзани новинарките и новинарите, уредниците, сите што работат во медиумите, се разбира, и човекот кој не снима денеска. Заради тоа, сметам дека слободата не може да се стави во некој мени или во ценовник или на некоја вага каде што можеме да ја одредиме вредноста, помала или поголема. Едноставно таа нема цена, бидејќи е над вредноста, над тоа што може да се определи како квантум на парични или други единици на вредност. Да. Од сето ова што го кажувате и од начинот кој го кажувате сето ова кога говорите за слободата, препознавам дека имате силна мотивација да ја продолжите со вашиот став, со вашите активности во врска со одбраната на слободата. Што ве движи во таа насока? Ме движи поддршката. Прво ме движи поддршката од моите колешки и колеги. Ме движи поддршката која ја чувствувам и ја гледам од самиот овој наш разговор, од вашата покана да разговарате со мене и да направите интервју кој ќе го објавите на вашата медиумска платформа, што е максимална поддршка. Моето соопштение, мојот јавен став кој го издадов пред да излезе и соопштението од Цивил, моите колешки и колеги самите составија потоа уште едно, уште пожестоко соопштение од моето. Го објави и Либертас, неколку други, 10-15 други медиуми, центари и така натаму. Тоа се е поддршка и тоа ме движи напред. Поддршка и тоа што во истиот момент кога објавив дека ми се случува ова и дека
ова што ми се случува не е само удар врз мене, туку врз сите мои колешки и колеги, врз сите медиуми, а како што вие добро дефиниравте, удар врз целата слобода и демократија во нашата земја. Во рокот, би рекол, минути, можеби неколку десетици минути, веќе беа формулирани одговори на најголемото германско Сдружение на новинарите со 27.000 членови. Председателот излезе во јавноста со силна осуда и со силни изрази на поддршка. Понатаму Медија Диалог, голема организација со мрежа од организации не само во Германија, туку во 20 земји низ Европа, вклучително и Украина и Белорусија, кои се борат против војната и против диктатурата во Белорусија, против диктатурата на Лукашенко. Излегоа, мислам, неколку минути пред Германското Сдружение на новинари. Во моментов додека ние разговараме, додека го правите ова интервју, постои, се собира вонреден состанок во Südosteuropa Gesellschaft. Тоа е голема германска асоциација посветена на југоисточна Европа, од кој добив годишна награда минатата година, се собираат за да формулираат став во врска со ова. Понатаму Европската федерација на новинари во моментов обработува податоци од повеќе места низ Европа кои реагираа на ова и исто така и дојде поддршка и солидарност од Соединетите Американски држави, кои исто така во овој момент имаат сериозни предизвици, меѓутоа најдоа време да погледнат во мојот случај и да кажат дека ова не е неприфатливо. Од Велика Британија дојде поддршка и директни пораки, исто така со коментари на социјалните мрежи. Тоа сето заедно се разбира дека е едната причина зашто јас се чувствувам силно, одговорно, повикано да продолжам вака, меѓутоа уште повеќе. Добро. Сум загрижен и сметам дека треба да продолжам вака заради идните генерации, заради нашите деца. Заради нашите деца, внуци некои од нас имаат веќе, да не покажам ова, меѓутоа заради нив. Наискрено. Затоа што ја ако завршам подобра работа, сега они ќе живеат малку подобро и посекно. Така. Барем така мислам. Така е. Тоа е она што се обидуваме да го правиме сите овие години и децении назад. И ако останеме уште малце на темата на слободата, која е апсолутно исклучително во суштината на овие прашања за кои разговараме денеска, основањето на ЦИВИЛ во додавката на името на ЦИВИЛ беше Центар за слобода. Самото тоа говореше и говори и осведочуваше ни сите овие 2,5 децении, ми се чини минатата година ЦИВИЛ Центар за слобода прослави 25 години од својата дејност. Говори за тоа колку е голема вашата посветност на ова прашање. Од таму, мислам дека нема подобра адреса, се разбира, има и други граѓански организации, институти за човекови права и така натаму, но ЦИВИЛ Центар за слобода е апсолутно местото на кое можам да го поставам прашањето каква е состојбата со човековите права во Македонија денеска. 25 години се доволен период да се согледаат состојбите и во една подолга временска рамка и сметам дека во овој момент состојбата на човековите права и слободи во земјата се приближува кон фаза од која ќе станува се полошо. Во овој момент состојбите се такви што не изгледаат лошо од надвор. Ако сте истражувач, новинар или дипломат или политичар кој доаѓа од надвор, нема да забележите се уште критични точки. Ево оваа со пресудата против мене е една од тие критични точки, така ја препознаваат од надвор. Меѓутоа не се доволно собрани сите критични точки. Меѓутоа со голема брзина одиме кон тоа ние да кажеме дека е критична состојбата на човековите права и слободи во Македонија. Зошто? Заради тоа што вие жестоко ги кршите човековите права на граѓанките и граѓаните на Кочани, например. Со тој цинизам, со таа операција на санирање на пиар штетите
наместо да се зафатат со вистинска работа за таа ужасна трагедија која сите не погоди и не ужасна и ќе остане со нас уште долги години, можеби до крај. За тоа што вие игнорирате, кога вие игнорирате исполнување нечие човеково право, во случајов поврзано со правото на здравје. Да не зборуваме за правото на безбедност, сигурност и така натаму. Вие исто така жестоко ги кршите човековите права. Ако сте дел од институција и водите институција која била задолжена да се грижи за безбедност, а потоа и за здравјето и за санирањето на ужасните трагични последици, и вие не го правите тоа, туку се занимавате со пиар, тоа на почетокот изгледа на еден начин, но кога ќе се продлабочи проблемот, ќе видите како всушност се работи за жестоко кршење на човековите права. Да не зборуваме за кршењето на човековите права на помалите етнички заедници, да не зборуваме за кршењето на човековите права на жените, на сексуалните малцинства, односно лицата со поинаква сексуална ориентација, LGBTIQ и така натаму заедниците. Правата на децата на нормално школување. Вие ги кршите човековите права на децата со тоа што им го давате тој отпад од образовна материја секој ден и обликувате идни граѓанки и граѓани кои ќе бидат подложни на вашата манипулација и на вашето лошо владење. Сето тоа зборува за една, пак ќе кажам, однадвор се уште не изгледа критично, меѓутоа веќе се препознаваат симптомите дека ние многу забрзано одиме кон состојба на човековите права и слободи во земјата која ќе биде оценета како критична. И владењето ќе биде оценето како авторитарно. И владењето на правото ќе биде оценето како на многу ниски гранки. Сето тоа заедно ќе придонесе кон тешка состојба на човековите права и слободи во земјата. Една работа е дипломатијата, во која вас ќе ве погалат со некој еуфемизам и сето тоа. Меѓутоа, дури и таму, ако читате, вие знаете дека во тие меѓуредови се гледа и жестока осуда и критика, меѓутоа тие, знаете како се користат тие извештаи во јавноста и во пиарот. Да се префрлиме сега на една друга тема која е секако поврзана повторно со слободата, затоа што ако зборуваме за дезинформациите, всушност зборуваме за прекршување на слободата на човекот да прима соодветни објективни и релевантни информации од било која област. Цивил и вие исто така како активисти, како новинар, подолго време се занимавате со прашањето на феноменологијата на дезинформациите, со особен акцент на периодот кога почна војната во Украина, кога се посветивте максимално на тоа да ги известувате и да ги предупредувате граѓаните во Македонија за војната со информации што доаѓаат од Москва или од Кремљ, а поврзани со она што се случува на теренот во Украина. Што е тоа што Македонија ја прави толку подложна на овие странски влијанија? И не само на странските влијанија, подпомогнати од некои домашни центри. Впрочем, имаме повеќе области кои ги покриваме во доменот на борбата против дезинформациите, лажните наративи, говорот на омразата и други хибридни облици на закани, кои за жал беше воспоставена една стратегија своевремено, меѓутоа не најде на одзив во понатамошниот тек на времето на владењето на претходната влада или власт, се разбира дека тотално беше занемарена со доаѓањето на оваа власт сега актуелна. Ние ги следиме сите тие повеќе различни области, пред се тоа што вие го опишавте како хибридно влијание и хибридни операции од Москва во земјата, меѓутоа исто така и домашни центри кои генерираат дезинформации и пропагандни наративи со цел да добијат некаква корист од тоа. Дезинформациите се оружје
од кое се гине. Буквално се гине, не е никаква поезија ова, не е никаква метафора или символ. Дезинформациите се наменети за да убијат или за да онеспособат одреден човек или група или цела заедница, односно цела државна заедница. Тие дезинформации ги креираат и домашни центри за своите потреби, ги креираат и надворешни центри, малигни центри кои сакаат да ја кутнат земјата на колена, да ги запрат стратешките процеси на земјата и стратешките национални интереси, да ги осуетат и да ги пренасочат од евроатлантски интеграции, во случајов атлантската интеграција е завршен процес, сега европскиот процес на интеграција ЕУ, до демократизација, владење на правото, транспарентност, антикорупцијска, вистинска антикорупцијска битка. Меѓуетничките односи исто така се цел. Ќе завршим со тоа како еден од клучните столбови на безбедноста и сигурноста на една земја, на една демократска земја каква што впрочем Македонија има потенцијал да биде. Сите тие заедно некогаш работат во многу добра координација, извонредна, која меѓусебно се финансира и се помага, се пласираат и знаења, ноу-хау, се инсталираат разни помали центри и се менува однесувањето на луѓето. Тоа се долгорочни операции во кои ставовите, природата на размислувањето кај луѓето, кај поединците и групите се менува постапно, инкрементално, и за да се постигнат одредени цели во нивните стратешки определби, односно насоки. Во таа смисла ние имаме многу сериозни инсталации овде, кои тешко може да се совладаат, бидејќи имаат многу пари. Исто така имаат и многу знаење и исто така играат на картата на емотивност кај луѓето, на стравот, на примордијалните емоции кај луѓето, страв за опстанок, страв за рожбата, страв за местото каде што живеете, и сите тие стравови, основни стравови кај луѓето се многу лесна мета на дезинформацијски наративи. Особено ако тоа го искомбинирате со ниска политичка култура, со многу силно влијание и на други центри на моќта, економски, културни и така натаму, имате ситуација во која верските заедници исто така. Тука имате ситуација во која тие без никаков проблем продираат, многу лесно продираат. Исто така вие знаете самиот дека оние независни медиуми, оние каде што оваа борба се одвива и каде што граѓанките и граѓаните се обидуваме да им помогнеме да дојдат до брзи вести, навремени, точни, проверени и така натаму. За сето тоа треба повеќе пари отколку да пласирате една обична глупост или лага. И заради тоа тука пак средствата, финансиите за овие професионални структури се помали или приближни на нула. И борбата е нерамна, Давид и Голијат. Така. Дали од се тоа што го кажувате можам да заклучам, тоа го можам да го изведам и врз основа на моите активности во оваа сфера. Ние, Цивил, другите организации и така натаму, неколку децении се борат и се на фронтот, на линијата на фронтот во борбата против дезинформациите, но дали можам да заклучам дека оваа војна практично нема крај, таа не може да заврши, бидејќи и дали може да прифатиме дека таа ќе биде постојана и дека треба да бидеме свесни дека тоа ќе биде една постојана борба во која ние секогаш треба да бидеме подготвени дека тие од другата страна се како она во криминалните приказни, криминалците се секогаш покреативни во правењето на криминал. Сега ние од друга страна треба да имаме одговори на тие прашања.
Каква е вашата оценка во однос на ова и со тоа би го завршиле? Ако може да направам една кратка паралела, знам дека точно вие ќе разберете и паралелата и алузијата, особено ако имаме предвид дека не знам колку генерации студенти и слушатели поминале пред вас како предавач во значајни институции. Ние како организација сме организатори на минато годишната меѓународна конференција одбрана на демократијата и човековите права во услови на војна, национализам и авторитаризам. Една од 4 многу важни теми кои ги покривме во дводневната конференција беше токму ова што кој вие зборувате, што исто така и ваша специјалност лично. И тоа е еден, би рекол, на некој начин тажен момент, кога ние го формиравме веднаш потоа на 13 декември, ден потоа, заедно со поранешниот британски парламентарец господинот Роџер Касале, лидер на новите европјани, и доктор Волфганг Ресман, лидер на Медија Диалог, исто така со помош на неколку други, Гудрун Штајнакер, поранешна амбасадорка, Хедер Роберсон од Универзитетот Вирџинија, и така натаму, има многу повеќе, ја формиравме глобалната иницијатива одбрана на демократијата. На крајот од тој состанок, јас бев на некој начин тажен и резигниран. И во разговорот некако одеднаш ми падна тонусот, некако почев да размислувам на друг начин, бидејќи веќе го одредивме и името врз основа на конференцијата и сето тоа. Запрашан за причината зошто е тоа така, јас реков, дојдовме во ситуација да наречеме еден ентитет нов одбрана, со зборот одбрана во него. Не промоција, не унапредување, не прогрес, не ширење, не знам што сакате. Одбрана. Ставивме збор одбрана во името на оваа глобална иницијатива. Одбрана на демократијата. Значи, ние сега на глобално ниво се наоѓаме во дефанзива, се браниме. Не шириме, не афирмираме, не промовираме, не едуцираме. Браниме демократија. И ова е сигнал дека да, ние мораме да работиме токму на тоа, да ги одбраниме демократските вредности, да ги одбраниме човековите права, да ги одбраниме слободите на луѓето, да го одбраниме нивното право на постоење, на живот, на идентитет и сето тоа да го направиме на начин што ќе се обратиме преку целата палета, преку целиот спектрум политички, идеолошки и граѓански. Зошто? Заради тоа што вие и кај републиканците во Америка имате умерени републиканци кои се ужаснати од практиките на мага, и во нашата земја, во Македонија, имате луѓе кои се ветерани во ВМРО ДПМН, кои веќе сега се одважија да зборуваат за лошите практики, за лошото владење на господинот Мицкоски и неговата екипа, и имате и на сите во сите делови од значи обединувањето врз основа на некои основни вредности кои се демократски и кои ги почитуваат основните, фундаменталните човекови права и слободи. Тоа е нашиот императив сега. И токму тоа стои во основата на дејствувањето и на одбрана на демократијата, глобалната иницијатива, и на Цивил како организација, и заради тоа мислам дека нашите несогласувања околу тоа колку ангели може да танцуваат на врвот на една игла, треба да ги заборавиме, барем во догледно време. И да знаеме дека има ангели, меѓутоа дека врвот на иглата може да го повреди стапалото на тие ангели. И заради тоа треба да се обидеме да разговараме многу поискрено, многу потопло, многу човечки и да бидеме солидарни. Заради тоа ќе ви кажам, ако новинарките и новинарите кои во овој момент го игнорираат тоа низ кое поминува Цивил и низ кое може утре ќе поминувате и вие, како што и сте поминале своевремено, ако дојдат да се пожалат за мобинг, дискриминација, притисоци или закани,
нема да им кажеме, ти кога молчеше за мене, не. Тоа нема да се случи, не се случило и нема да се случи. Ќе бидеме сите заедно за да ја одбраниме демократијата. Така, ви благодарам многу за разговорот. Јас благодарам, честни.